Почитуван председателе, почитувани колеги, почитуван министре. Прво, добро е што овој предлог закон е поднесен, затоа што заклучоците по информацијата од Министерството за здравство беа донесени од страна на владата која ја предводев во последниот квартал на 2023 година, а предложени од министерот Фатмир Меджити во тоа време, предлог од истата партија која што го предложи и сегашниот министер за здравство. Овој предлог закон, морам да кажам дека во еден дел ги реализира и имплементира заклучоците од таа информација, со оглед на тоа дека тогаш, во четвртиот квартал на 2023 година, интенцијата беше укинување на огромниот број на правни лица во клиничкиот центар во Скопје. И ако ја погледнете документацијата која што е донесена на влада, тогаш ќе видите дека ова сега е само еден сегмент од тоа што тогаш е донесено. Имено во 2006-2007 година направена една кардинална грешка, а тоа е формирање на 32 правни лица со 32 директора, 32 организацијски директори, 32 управни одбори, кои што имаат дуализам во одлучувањето, врвна политизација, а не професионализација на одлучувањето, и сето тоа резултира со огромна задолженост на здравствениот систем, посебно на клиничкиот центар, број 1, број 2, намалување на нивото на услуги кои што се давани, и број 3, намалување на инфраструктурните инвестиции во самиот тој клинички центар. Една од колешките спомена дека тие кои биле организацијски директори ги вработувале своите пријатели. Ја ќе ја исправам, сите вработувале таму, и оваа власт, и кога била власт, и власта која дошла после неа, и така натаму. Така да многу не се грижело за квалитет. Клиничкиот центар е обременет со огромен број на така наречени административни работници, кои не администрираат ништо, а тоа е на сметка на докторите, на лекарскиот персонал и на сметка на услугата која што ја добиваат граѓаните. Ова законско решение ние го поддржуваме како Социјалдемократски сојуз на Македонија и како коалиција, меѓутоа треба да представува само еден чекор, односно прв чекор во комплетно укинување на директорските позиции и управни одбори, со оглед на тоа дека немаат никаква функција, нити па имаат некаква стручност, бидејќи во тие управни одбори единствено се ставаат некакви си партиски кадри кои што допирни точки немаат со управување со здравствен систем, и тоа се треба да биде укинато. На тој начин ќе се намалат финансиските средства кои што се непродуктивно извојуваат. Второ, ќе се централизира управувањето. И трето, една работа исто така која што беше започната во времето на владата која што јас ја предводев, а тоа се сериозни разговори со еден од најреномираните англиски организации за управување со здравствените системи, кои што исто така тогаш започна разговори за осовременување на здравствениот систем, за една сериозна регионализација и изградба на потребните клинички болници. И би сакал исто така да истакнам дека во тоа време се раскинаа оние штетни договори за клиничката болница во Штип и за клиничката болница во Кичево, кои беа нефункционални, кои што беа практично требаше да бидат правени од банкротирани фирми кои не постојат, и затоа тогаш беа практично раскинати договорите, и сега ќе можат да се тендерираат нови изведувачи кои конечно после толку години ќе ги завршат овие клинички болници, а на министерот за здравство и на неговите колеги останува да ова биде прв чекор во носењето на закон кој ќе донесе еден унифициран клинички центар, професионално управување со останатите клинички болници во државата, професионализација, воведување на комплетно нови IT системи, бидејќи граѓаните заслужуваат дигитализирано здравство без долги редови за чекање, и кога тоа исто така ќе дојде како решение во делот предлог закон, исто така ќе има мојата и поддршката на моите колеги. Ви благодарам, и доколку министерот за здравство ги каже следните чекори, тоа што би било одлично не само за мене или за пратениците, туку за граѓаните. Ви благодарам.